Од оваа година Македонија доби покана за членство во Европската мрежа за ретки болести, во која членуваат повеќе клинички центри ширум Европа. Според Сдруженијето Сочувај, лекувај, асоциација на пациенти со заболување на црниот дроб, слаб од прилеп. Ова било значаен чекор затоа што сега нашите лекари ќе имале можност да разменуваат случаи и да побараат стручни мислења од сите останати членки кои се во оваа мрежа, нешто што досега не било пракса. Тоа би значило дека доколку на пример некој, да речеме пример, доколку за еден случај има некоја достапна терапија кај нас, а во другите земји има некоја друга опција, таа ќе биде понудена, односно на лекарот ќе му биде укажано дека за таа и таа за конкретниот случај постои таква и таква терапија. Не мора да е примерна, може да е секундарна или терцијарна терапија. Значи, сепак нашите клиничари ќе имаат увид со какви се опции располагаат. До сега имаме само една опција за една ретка болест. Меѓутоа, бидејќи самото име кажува ретка болест, нека да имаме и само по еден пациент, така што нема многу опции, некогаш нема ни терапија воопшто, меѓутоа сепак е добро за секој случај да може да се побара мислење стручно, што до сега не било случај. Од Сдруженијето Слап истакнаа дека кај нас не достига навремено дијагностицирање на ретките болести, а често се случувало и да ги нема потребните лекови, што во иднина не требало воопшто да се случува, затоа што станувало збор за животозагрозувачки болести. Моментално во Македонија фали навремена дијагностика за ретките болести и доволно терапија за сите ретки болести. Министерството прави напори, во последниот тендер имаше вклучено и лекови за некои нови болести, меѓу кои и оралната терапија за гоше, што секако ја олеснува, го подобрува квалитетот на живот на пациентите, за да не мораат нон-стоп да одат на болница. И таа иницијатива е за поздравување, меѓутоа сепак не е доволно, затоа што постојат одредени термини кога овие лица со ретки болести остануваат без терапија, што не смее да се случи, затоа што имаат сепак животозагрозувачки болести. Сакам да кажам дека Министерството прави напори, меѓутоа со оглед на тоа дека терапијата за овие болести е сепак скапа, за некои воопшто не е ни достапна, значи не ни постојат лекарства, ама за тие за кои што има, мораме да се трудиме во секое време да биде достапна и да ја имаме на залиха. Не сме и да се случи да оставиме празен простор помеѓу две набавки или нешто слично да останат дури ниту еден ден без терапија. Во Македонија недостасували современи дијагностички процедури и опрема, а најголем недостаток било тоа што пациентите не биле испраќани во странство, иако поминале 6 месеци, а кај нив не било утврдена никаква дијагноза. Проблем е и тоа што, например, ако еден случај кај нас нема дијагноза, например, за 6 месеци, не даваат мислење дали лекарите, дали тоа ми се чини дека од Министерството сепак, да тој случај се прати некаде во странство за да се дијагностицира. Значи, ако немаме дијагноза во рок од 6 месеци, треба пациентот да се упати некаде надвор од државата, за да може да се дијагностицира и правилно да се третира. Кај нас тоа не е случај и не е овозможено нашите пациенти да се дијагностицираат некаде надвор. По повод Светскиот ден на лицата со ретки болести, денеска во основното училиште Кочо Рацин во Прилеп се одржа ликовна работилница со учениците од 6-то одделение. Според директорката Зора Чадамова, училиштето го посетували ученици со ретки болести, кои што биле еднакво третирани како и сите останати. Во нашите училиште, значи овие деца се третираат еднакво како и останатите ученици. Значи тука ние педагошко-психолошката служба која што им дава поддршка на овие ученици, но и во соработка со сите останати институции кои што се занимаваат со оваа проблематика, бараме поддршка и помош таму каде што ни е потребна за да им помогнеме на децата да се чувствуваат еднакво меѓу своите врсници. На ликовната работилница денеска децата го изработија логото за поддршка на овој светски ден.